се наоѓаме пред првата детска амбасада Меѓаши, со нас е Борко. Борко ќе ни каже нешто повеќе за глобалната неделна акција. Што да кажам за глобалната неделна акција? Значи, прво за да ви кажам некои информации за глобалната неделна акција, би требало да почнам од кај се почетоците зашто оваа акција се организира. А тоа е почетоците се од 1948 година, односно од Декларацијата за човековите права, каде што правото на образование е гарантирано на секој човек. Од 1948 година до ден денешен се случиле многу нешта, но не се вклучени сепак сите во образовниот процес. Поради тие причини во 2000 година во Дакар, челниците на над 180 држави во светот имаат донесено акт со кој што цела до 2015 година сите да бидат вклучени во образовниот процес. И од таа 2000 година, секоја година на светско ниво се организира глобална кампања за образование. Што конкретно ќе се случува во глобалната неделна акција? Значи, прво би сакал да истакнам дека глобалната неделна акција ќе се одвива од 21 до 28 април. Така ќе се одвива, значи, во целиот свет. Во Македонија малце прилагодивме поради празниците и главните активности ќе бидат од 21 до 25 април. Централната активност на настанот на целата недела фактички ќе биде најголемиот училишен час. Бидејќи преку најголемиот училишен час, сите заедно ќе влеземе во Гинисовата книга на рекорди. Бидејќи тој училишен час ќе се одвива во исто време, по иста содржина, значи определена има содржина како ќе тече тој час од 30 на минути, во над 200 земји во светот. И на тој начин сите заедно ќе влеземе во Гинисовата книга на рекорди. Малце повеќе би сакал да кажам околу самиот час, значи која ни е целната група и која порака фактички сакаме да ја пренесеме. Целната група ни се политичари, јавни личности, функционери, сите оние кои што може нешто да сторат во заедницата и сите оние кои што може да сторат нешто за поквалитетно образование и за вклученост на што повеќе, значи дечиња и па и возрастни во образовниот процес. А таа порака ќе биде упатена од страна на дечиња, значи дали ќе бидат од основна или од средна школа, тоа ќе биде во зависност од училиштата. А пораката ќе биде нели за поквалитетно образование и за вклученост на сите во образовниот процес и нели едно подсетување на ветувањата кои што државниците ни светота и во Македонија ги имаат дадено, бидејќи во изминатите години подршка на оваа акција има дадено и претседателот Црвенковски, и премиерот Никола Груевски, и градоначалникот на Скопје Трифон Костовски. Така да се надеваме дека ќе ги одржат своите ветувања. Како младите може да се вклучат во оваа глобална акција и каде? Значи, во оваа акција би може да се вклучи секој, буквално секој што сака да допринесе за поквалитетно образование и за вклученост на сите во образовниот процес. Конкретно еве за помладите би можеле да се вклучат со активности во нивните училишта. Значи, ќе има активности на 23 април, тоа е среда, ќе биде најголемиот училишен час во повеќето од училиштата низ Македонија. Ние целиме кон сите училишта во Македонија и се надевам дека што поголем број ќе се вклучат. А следната активност за која што би можеле децата да се вклучат, младите да се вклучат повторно во нивните училишта, се одвива на 24 април, тоа ќе биде денот на дебати. Значи, тука би можело наставниците, младите, родителите и сите кои сте заинтересирани да допринесат во целокупно оваа кампања, да дебатираат на теми како би можело да се дојде до поголема вклученост, што би можело да се направи, се со цел за на крај да има определени пишани предлози кои што на нас, а и на сите кои што сакаат да помогнат во оваа сфера, би им користеле за понатамошна работа. За крај, што би им порачале? Што би порачал? Над 770 милиони возрастни не се вклучени во образовниот процес. Над 70 милиони деца во светот не се вклучени во образовниот процес. Над 18.500 деца во Македонија не се вклучени во образовниот процес. Ја би порачал на сите, значи на политичарите, на медиумите, на учителите, на родителите, на децата кои што се вклучени во образовниот процес, колку што можат и како што можат да ја поддржат оваа акција, бидејќи сите заедно ќе промовираме сите да бидат вклучени деца во образовниот процес и да добиеме поквалитетно образование, бидејќи тоа е доброто нели за младината, со тоа и на земјата.